Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје доби едно од најзначајните признанија во ветеринарната медицина. Со професор Искра Цветковиќ ќе разговарам повеќе на оваа тема. Добро утро. Добро утро. Професорке, неколку титули. Официјално стекнување со титула Европски специјалист по ветеринарна микробиологија, од друга страна дипломат на Европски коледж за ветеринарна микробиологија, и се во ова доволно за да се влезе во кругот на најакредитирани, највисоко акредитирани стручњаци во Европа. Па добро, што представува ова се за ветеринарниот факултет во Скопје? Ви благодарам на прашањето. Значи, оваа титула Европски специјалист по ветеринарна микробиологија, односно дипломат на Европскиот коледж по ветеринарна микробиологија, представува најголема валидација на некој начин за мојата досегашна професионална работа. Зад мене стојат скоро 2 децении работа во областа на ветеринарната микробиологија, меѓутоа од друга страна и оценувањето на мојата експертиза и професионална активност и стручност од страна на Европскиот одбор на ветеринарна специјализација, значи висок квалитет во работата, како моја лична, така и на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Добро, каков е патот за да се добие едно вакво признание? Што се е потребно? Долги години работа. Пред се тоа да, но што се е потребно да се исполни како кредибилитет да добиете една од највисоките титули во областа на ветеринарната медицина? Така, значи процесот пред се со самото тоа што напоменав дека се работи за дводецениска активност во полето на ветеринарна микробиологија, значи не е воопшто краток. Да. Напротив, тоа е доста долг, меѓутоа и оценувањето на професионалната активност, на експертизата, на стручноста, на придонесот во ветеринарната микробиологија, понатаму придонесот во научно-истражувачката дејност, придонесот во едукативната дејност, секако се едно мерило за да се достигне ваква висока титула на професионално ниво. Еден научник од Македонија да биде признат на европско ниво, да станете дел од елитното меѓународно стручно тело. Какво е чувството пред се? Од друга страна, што за вас и во иднина ќе представува тоа? Чувството е прекрасно, да речам, затоа што можноста е исклучителна да се влезе во едно друштво на елитни стручњаци од областа на ветеринарната микробиологија, меѓутоа исто така и одговорност да се придонесе во работата на Европскиот коледж за ветеринарна микробиологија во носењето на европски стандарди токму во оваа област. Така што овој процес на меѓународно признавање на еден академец, односно на еден индивидуалец од академската фела, значи многу затоа што всушност се оценува вкупниот придонес во областа што еден индивидуалец, односно еден академски кадар од Факултетот за ветеринарна медицина го има во процесот на работа и професионална активност и експертиза конкретно во моето поле во ветеринарната микробиологија. Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје станува ЕЦВМ тренинг центар или Европски коледж тренинг центар, да го преведеме. Прв од ваков тип во регионот. Така. Што ќе значи тоа сега во иднина? Поради тоа што станува еден таков тренинг центар прв во регионот, дали тоа значи дека ќе имаме студенти од други држави? Така, апсолутно. Значи, Европскиот коледж за ветеринарна микробиологија, покрај тоа што јас се здобив со титулата дипломат, Факултетот за ветеринарна медицина се здоби и со автоматски тренинг центар за ветеринарна микробиологија. Тоа значи дека Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје ќе нуди специјализација, односно специјалистичка обука за сите заинтересирани доктори по ветеринарна медицина. Тоа може да бидат од државата, може да бидат од регионот, исто така и од Европа. Значи ќе нуди специјализирана обука во прв ред практична работа, дијагностички методологии и исто така научно-истражувачка дејност за сите оние заинтересирани доктори по ветеринарна медицина. Не мора да значи дека мора да бидат од регионот, може да бидат и од Европа, меѓутоа бидејќи се работи за прв тренинг центар од оваа област на Западен Балкан, и факултетот и универзитетот добиваат една лидерска улога во моментот во делот на ветеринарната микробиологија. Што точно ќе има во делот во рамките на тренинг центарот, во делот на програмата? Дали таа програма ќе биде сега по некои европски стандарди кои што треба да бидат исполнети со оглед на тоа дека веќе ја добива
па и титула, да биде ваков тип на тренинг центар. Апсолутно, значи факултетот веќе ги исполнува тие европски стандарди. Ако се сеќавате, ние во февруари месец зборувавме за тоа какви се капацитетите на факултетот за ветеринарна медицина, зборувавме дека е рамо до рамо до другите европски факултети и универзитети, така што ова е сега еден доказ за сето тоа, затоа што евалуирана е вкупната професионална целиот професионален кадар всушност и на факултетот и диагностичките капацитети, инфраструктурата со која што располага, така што на ваков начин докажуваме дека факултетот на вистина е во чекор со другите европски факултети во регионот и дека може да понуди европска специјализација која што ќе биде на исто квалитетно рамниште со другите европски факултети по ветеринарна медицина во Европа. Кога го споменавте вашето гостување во месец февруари, кога зборувавме и за заинтересираноста за факултетот, за новите студенти, за уписите и за така натаму, и уште една тема тогаш ја зборнавме, каков е потенцијалот на ветеринарната микробиологија во однос на заштита на животната средина, на јавното здравје и безбедноста на храна. Така, сите овие три аспекти кои што ги спомнавте, сите тие се дел од концептот на едно здравје. Значи, ниту еден од овие аспекти кои што ги спомнавте е сам за себе. Значи, се испреплетуваат и здравјето на животните, и здравјето на луѓето, и заштитата на животната средина. Ветеринарната микробиологија е клучен сегмент во сите овие три алки. Зошто? Бидејќи за заштитата на здравјето на животните и за јавното здравје од значење да споменам дека 75% од новите заразни заболувања кај луѓето потекнуваат од животните. Значи се работи за зоонози. Од тука ветеринарната микробиологија има големо значење во диагностиката, откривањето, превенцијата, контролата и ерадикацијата на овие заболувања. Покрај тоа и ветеринарната медицина и хуманата медицина се соочуваат сега веќе со еден голем здравствен предизвик, а тоа е антимикробната резистенција. Значи бактериите постојано под селективен притисок на константната употреба на антибиотици се стекнуваат со голема резистенција, така што овој глобален здравствен предизвик е исто така во фокусот и на ветеринарната микробиологија. Понатаму безбедноста на храната е комплетно во делокруг на ветеринарната медицина, додека микробиологијата исто така има повторно еден сегмент и во безбедноста на храната, а тоа е преку детекција на патогени микроорганизми кои што можат преку храната да се пренесат и кај луѓето. Сега и здравјето на луѓето и здравјето на животните ги обединува и животната средина и екосистемите, така што ветеринарната микробиологија во овој дел и на концептот на едно здравје и во сите овие сегменти кои ги спомнавте игра значајна и голема улога. Таа како е присутна. Ајде за една друга тема која што се наметнува како на крајот на разговорот. Вие сте жена во науката, која што достигнува високо ниво, многу труд, многу работа, многу докажување. За истражувачите малку се зборува кај нас во Македонија, како да ги нема, но тука се присутни се, еве ги достигнуваат и високи признанија. Така што би препорачале пред се на студентите кои што ја започнаа сега академската година, во делот на истражувањата, во делот на тоа да не си поставуваат граници, лимити во своето професионално усовршување? Така, сакам да им порачам дека без разлика која професија и да ја одберат, значи професионалноста и целокупната посветеност во работата мора да им бидат императив. Значи без стручноста, без експертизата и без професионалноста во ниту една професија не постои успех. А за успехот не треба да се сонува, туку треба да се работи со цел да се постигне тој успех, така што и овој мој успех не е резултат на некоја случајност, туку е резултат на постојана и континуирана работа. Проблеми и предизвици во секоја професија постојат, така што им препорачувам да не се осврнуваат на тие проблеми во текот на работата, туку повеќе да работат на оно што треба да го сработат и да го остават позади себе, бидејќи тоа е оно што говори за нашата професионалност и за нашиот ангажман. Предизвици со кои што се соочувате? Па предизвици постојат многу, да речеме еве во овој процес на дводеценијска работа, основниот предизвик е некако постојано да се биде во чекор со времето, во чекор со новите технологии, да се имплементираат, но и да се одржат интернационалните стандарди како во диагностиката, така и во научно-истражувачката дејност. Понатаму повторно морам да напоменам дека за да се биде во чекор со овие процеси потребно е постојано инвестирање и во инфраструктура, и во опрема, и во
кадарот исто така што факултетот за ветеринарна медицина при УКИМ, морам да се заблагодарам, стои постојано зад кадарот и постојано инвестира и во инфраструктура, и во опрема, и во тренинзи на кадарот со цел да се постигне тоа ниво кое што нели посакуваме да го постигнеме. Покрај тоа, мојата професија е прилично дивергентна, значи треба да се направи еден баланс помеѓу голем дијагностички инпут, помеѓу квалитетна научна работа, едукацијата е тука, студентите се тука, така што постојат голем број предизвици, меѓутоа кога се сака, се може, нели? Не, дефинитивно кога се сака, се може. Добро, со оглед на таа дека навистина големи признанија, еден многу голем чекор напред за факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и за Македонија, значи отворање на овој прв регионален тренинг центар и така натаму. Што е тоа што во иднина ќе може да не очекува? Па вака, јас во иднина ја фокусирам мојата работа пред се и на национално и на европско ниво. Значи, на национално ниво воспоставувањето на тренинг центарот ми е императив. Значи, исто така промоција на тренинг центарот на регионално и на европско ниво со цел да се создадат поголем број на специјалисти. Не е само работата да имате индивидуален успех, туку колективниот успех е оној кој што е навистина важен. А покрај тоа и мојата вклученост во Европскиот коледж за ветеринарна микробиологија, веќе сум вклучена во некои иницијативи за хармонизација на европските стандарди во оваа област, така што еве се очекува прилично доста работа во следниот период. Да, особено стана актуелен факултетот за ветеринарна медицина при особено изразување на голема желба на чување на домашни миленици. Речиси, секој второ семејство има домашен миленик и забележувам дека многу ветеринарни амбуланти, за разлика од некогаш, се отвораат сега, што е добро, што значи дека колегите сепак ќе ја следат вашата работа. Да, што значи дека и студенти има на факултетот? Апсолутно, да. Еве, почнавме веќе со новата академска година и тогаш дискутиравме дека малата пракса, односно домашните миленици се некако во фокусот на новата генерација на студенти, така што факултетот за ветеринарна медицина и со кадарот, и со инфраструктурата и опремата стои на располагање и на студентите, и на клиентите пред се за заштита на здравјето на животните и на јавното здравје, се разбира. Професор Искра Цветковиќ, ви благодарам за гостувањето денеска. Ви благодарам и вам на поканата.